Dobar dan. If I may, I will be speaking Czech because it's much easier still for me than speaking Macedonian. Vážený pane ministře, vážení kolegové, Почитуван господин министр, почитувани колеги, je mi velkou ctí být tady dnes s vámi a účastnit se tohoto slavnostního předání vozidel české výroby Škoda. имам голема чест денеска да учествувам во официјално предавање на автомобилите од марката Шкода. Je to pro mě velmi příjemný pocit vidět kolem sebe jen samé Škodovky, které budou sloužit ministerstvu a policii Makedonie. Многу сум задоволен што околу мене можам да видам само возила Шкода што ќе служат на Министерството за внатрешни работи и полицијата. Že tady dnes můžeme stát a účastnit se tohoto slavnostního předání je zcela jistě důkaz toho, že Česká republika se velmi aktivně účastní boje proti migrační krizi, která v Evropě vznikla v roce 2015. A toto je jednoznačný důkaz toho, že se nesoustředíme pouze na vlastní území, na Českou republiku, ale snažíme se předcházet všem potížím a problémům v celé Evropě. Денешниот настан е понатамошен доказ за тоа дека миграцијската криза која што се појави во 2015 година во Европа, Република Чешка не ја гледа само во рамките на сопствената територија, туку успева да стигне таму каде што е потребно и ова е доказ за тоа дека сакаме да помогнеме и да учествуваме во нејзиното справување и решавање. A není to ani poprvé, co český velvyslanec má tu čest předávat policii Makedonské republiky česká vozidla. Не е ова прв пат чешки амбасадор да предава возила на македонската полиција. Již v loňském roce jsme předali slavnostně makedonské policii vozidla Škoda Yeti, které jsou využívány v pohraniční policii a bylo jich tuším asi 25. Минатата година мислам дека беа предадени на граничната полиција 25 возила Шкода Yeti. Тоа се случи лани. V letošním roce Česká republika přispěla více než €1 milion na nákup těchto 45 vozů pro ministerstvo a policii. За оваа година Република Чешка издвои повеќе од милиони евра за купување на овие 45 возила Шкода. A s panem ministrem a jeho týmem, který přijal v minulých dnech i náměstka ministra Českého ministerstva, jsme v jednání o tom, jak bychom mohli pomoci v příštím roce. Со господинот министар при разговорите со заменикот министер за внатрешни работи на Република Чешка во минатите денови разговараме за тоа како понатаму Република Чешка може да помогне на Министерството на внатрешни работи. Takže já se těším, že se tady uvidíme i za rok. Се надевам дека и до година ќе се видиме. Česká republika nepomáhá pouze finančně a materiálně, ale jak řada z vás ví, už máme na jižní hranici s Řeckem 14. kontingent policie České republiky. Како што многу од вас знаете, Република Чешка не помага само финансиски, но на јужната граница веќе е 14-тиот контингент на чешки полицајци на јужната граница со Грција. To znamená, že již více než 550 českých policistů přispělo k tomu, aby tato hranice byla bezpečnější a aby migrační krize byla utlumena. Што докажува за тоа дека повеќе од 550 полицајци помагаат да јужната граница биде што е можно побезбедна и миграцијскиот бран да се сопре. Spolupráce mezi českými policisty a makedonskými policisty je výborná, všichni si ji pochvalují a já pevně věřím, že to bude pokračovat i do budoucna, kdy jsme se zavázali, že budeme přispívat i v roce 2018 stejnými počty lidí. Соработката меѓу македонските и чешките полицајци е за сега одлична, сите од тоа се фалат и се надеваме и како што ветивме и во следната година, во 2018 година ќе продолжиме со истиот број на полициски службеници кои што ќе се менуваат по контингент. Pane ministře, přeji, aby tato česká vozidla fungovala dobře, aby vám dobře sloužila, aby vaši policisté s ním byli spokojeni. Посакувам господина министре да ви се допаднат овие возила, да ви служат на вас и особено на полициските службеници. Амбасадор, поштовани представници на медиумите, поштовани граѓани, еве денеска ми е чест и задоволство што можам да извршиме примопредавање на донацијата од Чешката република на 45 нови возила за македонската полиција. Тоа уште еднаш го потврдува огромното пријателство и партнерство кое што го имаат Република Македонија
и Чешката република и кое партнерство работиме да во наредниот период се надградува уште повеќе. Вие знаете дека Република Чешка, посебно во миграцијската криза, даде извонреден придонес за зајакнување на капацитетите на македонската полиција и нивната финансиска и материјално-техничка помош веќе надминува над 2 милиони евра донација. Оваа донација е нешто повеќе од 1 милион евра, набавени се моќни, добри автомобили кои што ќе служат и за граничната полиција, меѓутоа и за полициските станици кои што се во граничните подрачја, се со цел да можеме да ја зголемиме ефикасноста, а со тоа и безбедноста на граѓаните. Ова уште еднаш покажува дека Република Чешка и Република Македонија покрај тоа што се грижат за безбедноста на границите на Македонија, со тоа се грижат и за безбедноста на границите на Европа, бидејќи Република Македонија токму портата за влез во европските земји, европските држави. Сакам уште еднаш да се заблагодарам лично на амбасадорот, на амбасадата на Чешка република во Република Македонија за несебичната поддршка која што ни ја даваат сите овие изминати години и очекувам дека таа поддршка, таа соработка која што имаме ќе овозможи уште нови предизвици, нови соработки кои што ќе ги имаме. Исклучително е важно што покрај материјално-техничките средства Република Чешка учествува и со заштита со полициски службеници на македонско-грчката граница. 534 полициски службеници од Чешката република престојува во Република Македонија и заедно работеа со македонските полицајци на обезбедувањето на границата. Тоа е навистина еден голем исчекор кон создавањето не само на нашата регионална, туку и на европската безбедност. Во тоа име уште еднаш се заблагодарувам и посакувам понатаму да продолжиме по ист пат на продолжување на пријателството на соработка. Благодарам.